Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Како препознаваш јаболкница? Според фактот дека на дрвото растат јаболка. Како го препознаваш дрвото на цреша? Според фактот дека на дрвото растат цреши. А како препознаваш дрво на орев? Според фактот дека на дрвото растат ореви. Ние го препознаваме дрвото според неговиот плод. Доброто дрво дава добар плод. Лошото дрво дава лош плод. А како ќе препознаеш христијанин? Постои многу важен начин да се препознаат луѓето кои му припаѓаат на Исус. Двајца пријатели ги виделе овие особини во првите христијани. Дали забележа дека Рут не е таква кавгаджика како порано? Порано секогаш се жалеше од соседот и се караше, но сега е добра и дури полни вода од бунарот. Никогаш порано не сум видел таква љубов за другите луѓе. И на Мартиниот Јаков одеднаш некако е пријателски расположен. Тој веќе не пцуе. Веќе неколку недели е поинаков. Тоа сигурно има врска со тој Исус во кого веруваат. Може да забележиш дека се христијани според љубовта што ја имаат еден кон друг. Секој ден се молат. Зачуден сум што имаат толку време за тоа. И дури изгледаат среќни. Тие се најдобри пријатели. И замисли, Јосиф дури го продаде единствениот хектар земја и ги даде сите пари што ги доби. Ги донесе парите кај водачот на црквата кој им ги подели на сиромашните луѓе. Заре луд? Некои од нив дури си ги продадоа и куќите и дадоа се на сиромашните луѓе. Како се држат заедно? Наместо да бидат алчни, тие споделуваат се едни со други. Тие станале различни. Се сакале едни со други. Другите луѓе го гледале тоа и биле зачудени. Животот на христијаните е соодветен на тоа што Бог го поучува во Библијата. Светиот Дух предизвикува само доброто да расте во нашите животи. Љубов, радост, мир, трпеливост, љубезност, добрина, верност, нежност и самоконтрола. Дали твојот живот покажува таков вид плодови? Верувањето во Исус те менува. Кога нечие срце е изменето, тогаш сите други можат да ги видат знаците од тоа. Дали луѓето можат да ги видат овие особини кај тебе? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!